Со E-Legend концептот Peugeot предизвика лавина од сеќавања. Тој потсети на богатото минато на марката кое рака на срце започна да се заборава. Него го градеа бројни модели, меѓу кои и 504, чија купе верзија беше дизајнерска инспирација за маркантниот концепт. Овој модел, дизајниран од Пининфарина и препознатлив по грбавиот багажник, беше представен во 1968 година. Ја освои титулата автомобил на годината во Европа, но најпознат беше во Африка. Со својата робусна конструкција тој буквално го освои црниот континент. Беше еден од ретките автомобили што ги совладуваше тамошните беспаќа рамноправно со најгрубите теренци. Колку беше популарен сведочи фактот што се произведуваше во 5 различни африкански држави и тоа се до 2006 година. Се произведуваше и во Јужна Америка, Азија и Австралија и од него беа направени скоро 4 милиони примероци. Голем дел од нив беа опремени со издржливи дизел мотори, меѓу кои и основниот имаше 1,9 литри и е 2,50 конски сили. Ниту бензинците не беа многу посилни. Најмоќниот беше со 2 литри работна зафатнина и 106 коњи. Рачката од менувачот се наоѓаше на столбот на управувачот, а погонот беше на задните тркала. Интересно е и тоа дека еден од неколкуте победи што Peugeot 504 ги постигна во светскиот рели шампионат ја освои познатиот Хуан Микула со Жан Тод како совозач. Што се однесува до концептот E-Legend како неговата модерна интерпретација, Peugeot се изјасни дека нема намера да го произведува. Французите на бројните критики за оваа одлука одговорија дека за да влезе во сериско производство треба да има барем 500.000 заинтересирани купувачи.